Благодарам. Почитувана јавност, почитувани колеги, здравствени работници и поготово доктори. Значи, комисиската расправа околу Законот за здравствена заштита, неговите промени кои се предложени од Министерството, комисиски траеше 3 дена. Значи, освен тоа што го предмалце што го спомнав, дека лично ја поздравувам одлуката за прекинување на начинот на плаќање по успешност и кај што се скратува да биде награден одреден доктор и другите, ние во склоп на промените предложивме 5 амандмани, од кои сите 5 беа одбиени. Ќе ви ги презентираме еден по еден и што значат тие. Значи, со првиот амандман, во кој се предлага еден завршен доктор, откако ќе добие работна лиценца, за да запише специализација, треба да обави стаж од 6 месеци. Тоа го поддржуваме, но никаде не пишува кој е начинот на кој би го обавил тој стаж од 6 месеци за да запише специализација. После трите продолженија на комисиска расправа, заменик министерот ни вети дека тоа ќе биде внесено во програма која ќе изготви Министерството за здравство и која ќе биде најдоцна доставена во рок од 2 месеци. Се согласувам, нека биде така, вие сами изгласавте, но да видиме дали во пракса ќе биде така. Инаку, ако не се донесе таква програма, во превод што би значило? Еден завршен доктор, кој што сака да оди на специализација, значи ќе треба да работи задолжително во брза помош. Никаде не е прецизирано на кој начин тој да се вработи во брза помош или како да го обави тој стаж. Дали за таа завршена работа, пошто тој веќе има лиценца, тој е веќе доктор. Дали за тој стаж ќе зима плата и надоместоци како сите други колеги. Ова е реален проблем и е суштински, кој што ќе предизвика, наместо пропагандата да ги задржиме младите доктори во земјата, напротив, да немат интерес ни да пробат да работат во нашата земја. Наместо да ги вклучиме веднаш во системот на здравството, ние им ги оневозможуваме тоа да го направат. Што ако завршен доктор со работна лиценца чека конкурс од 1 година, од 2 години? Што ако во одредено населено место, со конкурс од брза помош за 2 работни места, во тој момент има 4 или 5 доктори. Другите 3 доктори, очигледно министер, поинтересни се. Муабетите отколку да ме слушате и да ми дадете адекватен одговор, пошто и на комисија немате одговор. Што да прават колегите откако ќе завршат? Како да го завршат тој стаж задолжителен од 6 месеци? Ќе чекаат без работа, ќе работат за без пари. Тоа е реалноста. Наспроти тоа што го ветувате. Значи, со нашиот амандман предложивме најмалку во рок од 2 месеци директорот на јавната установа да даде одговор на апликацијата на докторот кој што конкурирал да го обави тој стаж од 6 месеци. И секако тоа да биде платено согласно со законот за работни односи. Никаде во текстот не стои тоа. Ќе го донесеме денеска законот, ќе го донесете вие, ќе стапи на сила, значи од 10 дена од следниот месец, новите доктори ќе немаат можност да одат на специализација. Чекајќи огласи, конкурси или не знам што друго. Вториот амандман, кој што исто беше одбиен, начално го поддржуваме, е за прифаќање на оние здравствени работници кои што останале без работа, откако нивниот матичен лекар, установата кој што работеле, или отишол во пензија, или на било каков начин останале без работа. Тоа е за поддршка, но вие не прецизирате што ако има повеќе такви здравствени работници и еден здравствен работник, ако биде одбиен од директорот на установата, во еден момент, а за после 20 дена, например, друг здравствен работник со истото образование биде прифатен од директорот. На кого да се пожели предходниот?
за да нема селективност во пристапот на таквите, ние предложивме сите кои што аплицирале да имаат право да бидат на таков начин вработени, по хронолошки ред и по број на старост, по работен стаж. Третиот амандман кој што исто така беше одбиен е, а кој што веќе е во скоп на законот за докторска дејност, наместо што ветувавте дека ќе изготвите закон за здравствена заштита до јуни, до декември претходната година, кој што уште го чекаме и најверојатно и нема да го дочекаме од оваа влада, наместо продолжените промени, еден тим, здравствен тим, да има право да работи само 10 консултативни прегледи, да му се овозможат на таков тим да работи 32 часа дополнителна дејност во текот на еден месец, согласно и законот за работни односи. Не може да биде исто еден хирург да има право на 10 операции во месецот и еден интернист или еден гинеколог во здравствен дом, пример во Валандово, да има право да обави само 10 прегледи. Суштински нема ист квалитет таа работа. Овозможувате 10 интервенции, а не дозволувате повеќе од 10 консултативни прегледи. Нашиот амандман беше да може интернистичките гранки да работат барем 32 часа дополнителна дејност во текот на еден месец. Четвртиот амандман беше во склоп на избирање на директор на една здравствена установа, бидејќи веќе имаме постоечки втори директори или така наречени економски директори, барем првиот директор, наречен здравствен, да не може да биде опфатен со факултетите како што се правен, економски, машински, или само да биде во склоп на здравствените струки, на медицинските струки. И тоа го одбивте без образложение, без вистински да ни прикажате кои се вашите цели за тоа што го правите. Значи, во склоп на законот за здравствена заштита ни се потребни вистински промени. Ни е потребен вистински закон кој што ќе биде сеопфатен за сите структури, за медицински сестри, за доктори. И вие тоа го ветивте, 2 години го ветувате, ништо од тоа. Докторите очекуваат закон за докторска дејност кој што ќе биде и ќе ги подржи. А правите шминка само за да ги задоволите вашите партиски кадри. Навистина жално е, промовирате дека сакате реформи во здравството, да ги задржите поготово младите лекари, а работите со вашите ставки спроти сопствените ставови. Пак ќе потенцирам. Најголем проблем кој што го гледаме 6-месечниот стаж кој што ќе мора еден лекар да го обави за да оди на специализација. Ќе нема конкурс, тие завршени доктори, ќе нема начин како да запишат специализација и изедот ќе го барат надвор од државата. Само ќе продолжи и ќе се зголеми трендот на напуштање на државата. Министре, колеги, доктори, да размислиме ако сакаме реално и искрено да помогнеме на здравствениот сектор. Не е во прашање само докторите. Секој од нас може да биде пациент. Треба да замисли кај кого во не дај Боже ситуација ќе оди на преглед. Ако сакаме суштински промени, ако сакаме искрен пристап и барем малце да го подобриме здравството, треба да бидеме не прагматични, туку реални спрема дадената ситуација. Во моментот ни треба вистински промени на законот за здравствена заштита, а не вакви шминки кои што и така исто не одаваат убав печаток. Чекаме, ве држиме за збор дека ќе изготвите и програма, тоа го ветивте и еве, сакам повторно тоа да го повторите, да видиме дека е така. Пошто пак ќе кажам, имавме 3 дена комисиска расправа, сите 3 дена имаше различни ставови од колегите што се на власт. Различни ставови, различни тврдења.